Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со територијалната противпожарна единица и со подршка од општина Кочани ја организираше завршната практична обука за волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани. Со тоа, Сдруженијето на пожарникарите доброволци и формално правно ќе може да бара финансиска подршка од локалната самоуправа и од другите институции во државата. Ова доброволно душа го ангажира во како сезонски пожарникари кога има потреба општинава. Ние теоретскиот дел го завршиме пред неколку дена поради ковидот што е, значи и донесете одлука од влада на Република Северна Македонија. Теоретскиот дел беше онлайн, а денеска сме тука, значи да завршиме практичниот дел каде што ќе прикажеме, значи со какви нагледни средства се гасат полските пожари, односно шумските пожари. Во текот на обуката беа користени возила и опрема од територијалната противпожарна единица од Кочани. Практични примери за интервенции при гаснење оган на отворен простор одржаа професионалните пожарникари. Денес сме овде да го поминеме практичниот дел од обуката, за да покажеме симулација на гасење на пожар и да го добиеме потребниот сертификат кој ќе можеме да го користиме како доказ за гасење на полски и шумски пожари. Со ова ја поминуваме и предпоследната пречка за потпишување на меморандум со општина Кочани и со територијалната противпожарна единица како услов да можеме да бидеме финансирани од истите. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов упати благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување за помошта при обуката на доброволните пожарникари. Ке имаме можност да го потпишеме меморандум за соработка, да ги ветувањата за финансирање од буџетот на општина Кочани да ги реализираме од буџетот за 2022 година и пред се оперативно и превентивно да бидат вклучени како друштво во реализацијата на сите активности во делот на противпожарната заштита. Во оваа прилика сакам да им честитам и да им посакам помалку работа, а повеќе успех во опремувањето и постигнувањето на соодветните резултати во својата работа. Сдруженијето на доброволни пожарникари беше основано пред половина година, а во него активни се 50 волонтери кои ги поминаа почетните и стручни обуки и повеќе пати досега се вклучуваа во интервенции на територијалната противпожарна единица. Основната опрема и дел од униформите за нив се обезбедени од домашни и странски донации, а локалната самоуправа на Кочани на користење им додели и општински објект, чија адаптација е во завршна фаза. Управата за јавни приходи упати известување до сите маркети кои продаваат леп, брашно од тип 400, млеко со масленост од 2, 3,2 и 3,5%, потоа бел шекер, сончогледово масло, месо и други кланични производи за јадење, бел ориз и јајца, дека треба да ги прилагодат фискалните апарати. Тоа значи дека сите продажни објекти кои продаваат од претходно споменатите производи во малопродажба треба да издаваат фискална сметка со даночна стапка од 0%, односно со ознака Г за добри услуги што се ослободени од данок на додадена вредност. Обврската за нив произлегува од Законот за изменување и дополнување на Законот за додадена вредност, со што се пропишува ослободување од одначување со ДДВ за основните производи за исхрана. Во апелот до трговците од Управата за јавни приходи се нагласува дека тие треба да ги прилагодат фискалните апарати, а примената на ваквата владина одлука е предвидено да трае до 31 мај годинава. По повод 17 март, денот на Црвениот крст и денот на крводарителите во Македонија, градоначалниците на Кочани Љупчо Папазов и на Зрновци Борчо Коцев организираа приеми за представници од Општинската организација на Црвен крст од Кочани. На средбите се разговараше за активностите и плановите на крводарителите за тековната година, при што беше истакната и соработката со соседните општини. На средба со градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, представници од Црвениот крст ја истакнаа заложбата за продолжување на меѓусебната соработка и за унапредување на крводарителството во општината.
Согласно со тоа, договорено е во најскоро време Црвениот крст од Кочани и локалната самоуправа да организираат заедничка крводарителска акција за вработените во локалните институции, како и за граѓаните. Крводарители од Зрновци кои се регистрирани во Кочанскиот Црвен крст присуствуваа на приемот во локалната самоуправа што ја организираше градоначалникот Борчо Коцев. На средбата е договорено да се одржи крводарителска акција во Зрновци по повод 7 април, светскиот ден на здравјето. При тоа градоначалникот Коцев упати огромна благодарност кон крводарителите, искажувајќи ја поддршката за нивната благородна и хумана мисија. Прием за крводарителите во општина Чешиново Облешево по повод одбележувањето на 17 март е закажан за петок. Општина Кочани ќе ја измени и дополни техничката документација на основниот проект за изградба на домот за стари и изнемоштени лица. Со тоа ќе се направи прилагодување на неопходните активности за понатамошна практична реализација на инвестицијата. Веќе е распишан јавниот повик со кој се бара проектантска фирма која ќе ги изработи измените и дополнувањата, а за што е предвидено од општинската буџетска сметка да се потрошат околу 300.000 денари. Со активностите што се планираат, треба да се измени постојниот технички проект што во јули 2019 година го изработи проектантската фирма Вектор 90 од Струмица. Според спецификацијата предвидено е во новиот проект да се избрише планираниот подземен паркинг простор за возила на второ ниво, додека подземното паркирање на првото ниво да биде делумно, а останатиот дел од површината да се искористи за други намени. Исто така се бара да се вметне и поставување технички лифт за вработените во старечкиот дом, со кој ќе се овозможи комуникација со техничките простории. Дополнително, од проектантот се бара постојниот технички проект да се дополни со просторија за терапија со капацитет од 15% од згрижените лица во објектот, како и помошни простории за облека, за геронтолошки домакин, за вработените хигиеничари и другиот персонал. Се бара да се дефинира и намената на просторот во подкровјето, односно да се прикаже потребната опрема, како и да се преработи начинот на затоплување, за што како енергенс да се предвиди природен газ и геотермална вода, односно да се вградат топлотни пумпи. Освен овие, се бараат и измени со додавање простории за фризер, катче за молитви, телевизор во секоја соба, како и задоволување на прописите за заштита од пожари. Еден од условите во јавниот повик што треба да го исполни дополнувањето на техничката документација е да се задоволат потребните критериуми за статика, односно да се добие мислење од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Во моментот тече периодот за поднесување пријави од проектантските фирми, а крајниот рок е до 23 март, пошто избраниот најповолен понудувач ќе има рок од 30 дена да ги заврши бараните измени и дополнување на техничкиот проект за старечкиот дом. Фестивалската управа на Драмскиот аматерски фестивал од Кочани го објави повикот за избор на представи за овогодишното 59-то фестивалско издание. Право на учество имаат аматерски театри, работилници, драмски секции, студија, групи кои аматерски се занимаваат со рецитаторство, експериментални и алтернативни сцени, како и други форми на самостојно сценско изразување и организирање, кои творат на полето на драмскиот аматеризам. На Драмскиот аматерски фестивал во Кочани годинава ќе се прикажат автори и дела, театарски представи од домашни и од странски автори, а изборот на драмскиот материјал е слободен и го одредуваат учесниците на надпреварот во рамки на завршните фестивалски денови. При подготовката на драмскиот проект можат да се консултираат и ангажираат и стручни лица, режисери, артисти, драматурзи и слично. Во представите на аматерските драмски ансамбли не може да настапуваат професионални артисти кои се вработени во театарските куќи во земјата и во странство. Учесниците можат да конкурираат во неколку категории, односно театар за деца и младинци, драмски аматеризам со елементи на традиционални, современи, авангардни и експериментални сценски изразни средства и модели. Вкупниот број на членови кои ќе учествуваат во подготовката и изведбата на драмскиот проект не смее да надминува повеќе од 16 лица за домашен драмски ансамбл и 10 лица за меѓународни аматерски ансамбли. Отстапување од одредбата за бројот на учесници може да биде одобрено само од страна на фестивалската управа. Театарските групи треба да испратат видеоснимка од целата представа со која конкурираат,
како и драмскиот текст според кој таа е работена. Пријавите за изборот на представи и снимените материјали во електронска форма треба да се достават до 20 април на електронската пошта festivaldav@gmail.com.